почитувани, добар ден и добро ни дојдовте во нашата редовна програма Радиото што се гледа, програма која што е посветена на различни теми, а денеска, како што најавивме, спортски понеделник и тоа разговараме за победа. За победа, велам, бидејќи победа е нешто кое што Прилеп се гордее од секогаш, независно каде се надпреварува, уште повеќе кога победа годинава се враќа во елитното друштво. Денеска со нас е исто така еден популарен, поранешен играч, фудбалер на Вардар, на многу популарни тимови во Европа и надвор од Европа, би рекла, со настапување во клубови во Јапонија. Големо искуство како играч, големо искуство како тренер, тоа е Бобан Бабунски, вардарец во срцето, но за прв пат во победа. Добре ни дојде. Добре ве најдов, благодарам за поканата и поздрав до и гледачите и слушателите. Навистина сум среќен што сум овде од првиот ден, дури претходно кога анализирав понудата, ги анализирав играчите и состојбата и она што е значи победа овде за мене е предизвик голем да можам да ги реализирам целите на клубот кои што се поставени оваа година и нормално на многобројната публика. Мило ми е што сте тука, бидејќи не само како име, но и како енергија која што зрачите како поранешен фудбалер е нешто што верувам дека дополнително ќе засили во победа, а особено ме радува она што го напоменавте уште на првата пресконференција, дека силите како тренер ќе ги насочите за креирање на нови млади играчи кои што ќе бидат и ударната игла на победа. Верувам дека е така се уште, затоа што овој град навистина има потенцијал за фудбал. Дали се сложуваме во однос на тоа? Да, практично она што беше косторот на тимот што го видов во прошлата сезона, со исклучок на неколку играчи кои што си отидоа и се согласивме дека треба сите да останат и го видов тој потенцијал ке многу поединци и навистина за мене е голема среќа и што овој момент се спојуваме и на некој начин почнуваме еден нов проект да ја ствариме целта на клубот, стабилност и да се види дека победа иде во добар правец. Се надевам дека тоа ќе го направам, тоа е мојата и одговорност, да се покаже, да се види тоа на почетокот. Навистина има млади играчи кои што покажуваат многу повеќе потенцијал од она што може да се види на прв поглед или можеби нив им се чини и на луѓето околу. Меѓутоа, еве сега шанса и буквално сакам да дам шанса на сите, не само млади или стари, како што се зборува, туку сакам да потенцирам квалитет кај сите играчи, без разлика дали се млади или стари, кои што со своето однесување на тренинг, со своите перформанси, на секој пријателски надпревар, на секој тренинг, покажуваат статистики позитивни за екипата. Значи, мора сите да се стават во служба на екипата и да ги дадат оние работи кои што заедно се договараме дека треба да бидат во однос на фудбалските фази, да учествуваат и во напад, и во одбрана, и да покажат една игра со која што би се гордееле сите кои што ќе доаѓаат на надпревар. Тоа е мојата задача и се обидувам да бидам многу реален и објективен. Навистина мораше на некој начин да се пресече и тоа ми беше можеби тешката одлука, меѓутоа затоа и ме донесоа тука да земам такви одлуки за играчи кои што сега во моментот со потенцијалот не би биле конкурентни во овој момент. Има деца кои што се квалитетни, кои што покажуваат веќе на трензите некои предности, затоа добиваат шанси. И сега понатака ги креираме за да експлодира тој потенцијал и да се покаже во континуитет, сепак во една многу појака лига од она што беше претходно и се надевам дека играчите се свесни за тоа, го покажуваат постојано, меѓутоа уште гледам огромен потенцијал кој што они треба да го допрва искажат. Има ли нешто што би сакале сега во овој момент да го примените и да го смените со оглед на одредени ваши можеби забелешки на дисциплината ли, на менталитетот ли, ако зборуваме за градење на професионални играчи, а ова се однесува на помладите играчи? Јас сум многу
задоволен и изненаден од заинтересираноста на играчите, од дисциплината, што ја покажуваат на трензите и на пријателските надпревари. Нормално баравме да играме појаки надпревари за да не се видат сите потенцијали и слабости кои што можеме да ги видиме и да покажеме, да се искоригира до почетокот на првенството. Нормално има доста играчи кои што се на проба и се уште ќе доаѓаат за да видиме тој потенцијал што го имаат младите биде подкрепен со искусни играчи кои што ќе може тоа да го носат и да дојде до израз сивиот потенцијал на младите играчи кои што стварно се богатство. Јас си гледав и младите категории, они се шампиони во минатата година во младинската категорија, ќе играат во Европа и на вистина видов голем потенцијал. Меѓутоа сега сите заедно треба да ракави да вратиме и да работиме за да може да се прешалтаме на некој начин во прволигашка конкуренција и сето тоа што го бара тој фудбал во прва лига да се конфронтираме на многу подобар начин. Инаку, тука сум јас, заедно ќе го водиме разговорот. Они кои што не слушаат и кои што не гледаат можат да постават прашања на 076-894-524, но и прашање во коментар. Моето прво прашање до тренерот на Победа е: кога дојдовте на функцијата стратег на фудбалскиот клуб Победа, обично во прилеп кога доаѓа нов тренер на Победа, затоа што Победа не е обичен клуб, Победа е бренд клуб, и спортските кулуари велат што ќе направи тренерот сега, кога и официјално го презедовте клубот, прилепчани често знаат да прашаат и прашува сега што ќе направи Бабунски, дали сега ќе ги донесе и неговите синови, дали ќе се мени нешто во Победа, ќе се обидели да брка висок пласман или само колку да се обезбеди опстанок во неговото прво доаѓање. Да. Па да, можев да видам како се чувствува градот. На улица ме сретнуваат многу влюбеници во Победа, кои што се и бивши играчи, и точно ми е позната атмосферата. Значи, моите очекувања се многу поголеми и целта моја е многу поголема од она што реално можеби во моментот изгледа. Значи, пред се сакаме да ја реализираме целта на клубот во овие први почетоци после толку години. Познато е дека е Победа шампионска екипа со голема традиција и сакаме да ја вратиме на тие стази. Сега нормално секој почеток си има како кога градите некоја куќа, значи треба се постават темелите, треба да се запазат некои принципи во игра, во однос на професионална работа, во однос на повисоки стандарди, трендови кои што ги гледаме во фудбал. Еве сите прволигашки екипи веќе ги покажуваат, поспремни се, повеќе се трчи, побрзо се игра, побрзо се размислува. Сакам да се приближиме кон тие трендови, кон тие принципи на игра и сакаме да реализираме она што и публиката на некој начин го сака. Они со нетрпение очекуваат, гледам што ќе се деси првите утакмици или во кој правец ќе иде цела оваа работа. Значи, тоа е мојата идеја, да направиме една стабилна екипа која што ќе биде за старт оди во тој правец за да може публиката да се врати и да остане и да се зголеми понатака. Дали тоа ќе успееме, ќе биде во секој случај моја одговорност. Имам голема поддршка и многу добро разбирање со сите тренери, сите во клубот се во служба и очекуваат да одиме во тој правец. И јас сум оптимист и сакам таа цел да ја реализираме, каде што сите вие ќе видите дека нешто се случува и се враќа Победа на прави патеки. Морам да спомнам и дека работата си ја заврши успешно и прошлиот тренер Кампинковски на таков начин како што се реализира. Меѓутоа, втора лига е друг концепт, друга игра, мора да се адаптираме нови трендови. Гледаме дека и многу мали земји и многу мали клубови веќе одат во тој правец, без разлика каков е квалитетот. Играчите мора да сватат да дадат еден плюс, труд, огромен, повеќе од она што можеби во моментот го можат. Јас гледам дека имаат огромен потенцијал и на моменти го покажуваат и тоа е нешто фантастично што може да се види и на тренинзи и на пријателски. Меѓутоа, идејата е во континуитет тоа да го даваат во надпреварите,
да направиме таква една компактност каде што ќе бидеме сигурни и безбедни за да може да се креира таква игра. Впрочем, и видовте како играат вашите фудбалери на пријателскиот надпревар со Струга Зремљум. Да. 25 минути победа играше дури и со играч помалку. Колку сте задоволни од, рековте дека сте задоволни од ангажманот на играчите, но еве на терен за време и на пријателски надпревар. Точно, значи има не само со последниот надпревар, туку и претходните надпревари покажавме стварно одреден квалитет на кој што треба да градиме све. Сакаме да наметнеме повеќе посет, поголема контрола во однос на надпреварот, да не зависиме толку од квалитетот на противникот, сакаме да им наметнеме висок пресинг, повеќе трчање, своја игра што се вика на некој начин, да доминираме, да сватат другите дека победа е дојдена тука да земе нешто што може би му припаѓа од старт и на другиот противник, меѓутоа сакаме да покажеме на таква доминација да се види од прва минута. Сега тоа е некој, да кажам, ментален склоп кој што полека играчите го сваќаат, именуваат и покажуваат на вистина на одредени моменти, меѓутоа со оглед на делот на подготовките, некои играчи дојдоа покасно, некои порано се од почетокот, и тие што се од почетокот се гледа дека веќе покажуваат во континуитет целиот надпревар, ги покажуваат тие барања за кои што се согласивме дека се окей за нив. И сега нормално ќе ни треба и новите тоа да го сватат и полека да влезат во тој ритам каде што сите ќе работат како едно. Од искуство како играч, знам дека многу е важна конкуренцијата помеѓу играчите, дали тоа здрава конкуренција зборувам, дали тоа се забележува во победа и веќе за 2 недели го имате својот прв настап во премиерната лига на Македонија. Очекувате ли таа конкуренција уште да се засилува и уште едно подпрашање во таа смисла, значи преодниот рок се уште трае. Има ли можност победа да привлече некои нови играчи? И што, например, според вас би требало, како играчки кадар што го имате на располагање, во тој дел, да го прочитаме, можеби, наредниве денови дека го имаме како засилување, има ли потреба, едноставно? Да, мојата идеја е да имаме буквално на секоја позиција по 2 квалитетни, за кои што ние како тренери ќе бидеме во, да кажам, во дилема кого да ставиме, меѓутоа ќе оставиме оне кој што во текот на делата ќе работи по-професионално, по-квалитетно во континуитет. Тоа е мојата идеја. Значи, тоа е здрава конкуренција и нема да има опуштање од ниеден играч, и причината зашто игра едниот или другиот е токму во неговото залагање во она што го гледаме. Значи, доаѓаат играчи кои што ги гледавме на видео, викам, дај да ги видиме тука на лице место, во каква состојба се, па ако стварно вреди и заслужува и подобар е од оној што ги имаме на таа позиција, окей, тогаш ќе игра оној кој што ќе даде за победа повеќе, нели? Тоа е мојата идеја и се обидувам да зборам на ист јазик со сите луѓе кои што се инволвирани во клубот, дека треба да играат и да добијат предност оние кои што повеќе трчаат, кои што помалку грешаат, кои што даваат повеќе квалитет и во офанзива и во дефанзива. Идејата е да играат во 2 правци, да ги почитуваат сите оние трендови кои што се познати, ги гледаме носоп на телевизија, и зашто да не идеме во тој правец. Победа полека но сигурно ги представува и своите засилувања. Неколку играчи веќе пристапија кон победа, некои заминаа од победа, рековте дека ќе направите еден свој концепт и начин и пристап на играта. Вака колку сте задоволни од новодојденците? Тука е еден искусен Делов, тука е Коцев, Рамани, се тоа играчи кои што... Да, се тоа играчи искусни, кои што имаат некое привлегашко искуство. Тие се секако засилување, меѓутоа како што реков, без разлика на името од минатото или во моментот од годините, ќе го гледаме само квалитетот што се покажува на тренинг и на надпреварите. На некој начин нема да има пардон према никој, бидејќи
Резултатот е одговорност на тренерот и јас сакам да поставам некои критериуми кои што ќе се почитуваат и за сите ќе се согласуваат во врска со тоа. Може би е некој пријател на некој или треба да се форсира за некоја друга работа, не знам, може е проекција на клубот. Меѓутоа, во моментот ако он не ги покажува тие перформанси што ние ги бараме и сме се согласиле, он разбрал дека тоа го бараме од него и се него покажува, може да не го покажува од X причини, може во моментот не е расположен или не знам што се случува со него, меѓутоа ќе видиме на терен, ако не го покажува тогаш ќе игра оној кој што ќе го покаже и ќе даде на екипата она што треба. Мислам дека сите треба да се стават сега во момент во служба на екипата и сите своји квалитети или планови или цели индивидуални да ги подредат на екипата. После има време за сите други работи. Имаме веќе некои прашања од страна на нашите следбеници. Ќе го поставиме и прашањето, а е поврзано со условите за работа. Токму тоа јас и сакам да го напоменам. Да. Во ек на подготовки, можеби Победа е една од ретките фудбалски екипи која што ќе се надпреварува во првата фудбалска лига, што нема своји теренски подготовки. Теренски мислам надвор Прилеп. Колку сте задоволни од досегашните подготовки овде во Прилеп и од теренот што го имаме на располагање, односно 3 терени се во Прилеп? Да, јас сум навистина презадоволен од условите, не очекував, имаме одлични услови на главниот стадион, некогаш го користиме и могила, а некогаш кога врнеше еден период 2-3 дена и тогаш го користевме и теренот за вештичка трева, така да во секој момент имаме одлични услови да го сработиме тоа што сме го планирале. Немате никакви забелешки во однос на теренот на градски, бидејќи со нетрпение публиката очекува да се започне првенството и да се биде таму дел од публиката? Видите, баш беше интересен разговорот. Значи, со тоа што го имаме тука, треба да го извлечеме најдоброто и најпозитивното на некој начин и да размислуваме во тој правец. Кој е квалитетот на теренот, на условите, кој е квалитетот на играчите, ако има 20, 30, 50% добро од нив, тоа да се закачиме за тоа, да го креираме и да го искористиме во служба на екипата. Така да имавме супер услови на градскиот стадион, на могила неколку пати и си ја спроведуваме идејата што сакаме да ја. Обично навивачите ги интересираат само засилување во екипата, така и прашањето кој што ќе ви го поставам, а го поставува впрочем еден наш гледач и влюбеник во Победа, вика во јавноста се крена голема фама за потпишувањето на англичанецот Кал Малас. Дали дечкото стварно има квалитет со оглед на тоа што 2 години немал настап за српскиот второлигаш Тимок? Да. Видите, уште на почетокот се носеа играчи за кои што клубот и оние кои се задолжени за донесување на играчи ми ги покажува и реков, окей, ќе дојдат на тренинг и ќе ги видиме, јас ќе ви кажам искрено, фудбалски, дали они може да бидат конкурентни и да дадат некој квалитет на екипата, а после вие ќе си одлучите за нивното потпишување или не потпишување. Значи, сакам да се разграничат тие работи, не е моја работа јас да носам играчи кои што ќе бидат плаќани од клубот или на било каков начин да одлучувам за селекција, да го кажувам фудбалското мислење. Мислам дека има доволно разбирање и во главниот Гешовски и во стручниот штаб. Отворено, искрено зборуваме. Впрочем, ако ние не зборуваме искрено, само излезеш на улица, одма публиката ќе ви каже отворено и тоа ми се свиѓа, што секој на некој начин се разбира, ги прати приликите и ако нешто не му се свија, кажува отворено, овој е ваков, не вреди или што се иде. Меѓутоа сакам да потенцирам, без разлика кој ќе дојде во клубот, дали ќе биде потпишан, на терен ќе игра оној кој што ќе видиме дека дава перформанси доволни за да бидат конкурентни за прва лига. Колку е тој квалитет, ќе покаже времето, меѓутоа нашата задача е да го изведеме оној максимум да го извлечеме од секој играч. Има уште едно прашање, тоа ќе биде и пресврт во темата за разговорот. Анđелко Тошевски прашува Победа пред амбис или расплет, стадионот недовршен, ноќни надпревари, дали се планираат? Да,
Сега тоа веќе се прашања за инфраструктурата и за условите. Познато е тоа во Македонија, нонстоп многу се троши време за сите тие работи, знаеме какви се условите, значи знаев што ме очекува тука или во било кој стадион во Македонија да одидете, ќе ги видите и сличните ситуации, значи немаме тука стадион од типот на, не знам, Вембли или па и градскиот стадион, ако правиме искрено мовет, не ги исполнува условите, значи можеме да најдеме 300 мани во Скопје, градскиот стадион. Така да целата моја енергија сакам да ја насочам од она што го имаме како услови, од она што го имаме како квалитет, како играчи, да го извлечеме максимумот и повеќе од тоа, и многу повеќе ќе треба за прва лига, многу поголем напор. Сакам играчите да размислуваат во тој правец и да се конфронтираат со секакви нафрлања или искрени, добронамерни или недобронамерни критики. Пак ќе кажам, мене ми се свиѓа што народот е тука отворен и одма ти кажа отворено, па се ти ако си квалитет психолошки да го издржиш тоа и да си ја тераш работата, тогаш ќе излезе фудбалер од тебе или тренер или што ти ја знам. Така да треба се свесни играчите, они се повеќето се од тука, од прошлата сезона, некои се вратија кои што играа од страна, ама се од Прилеп, нели, домашни, и они добро знаат што се случува у Прилеп. Така да јас немам некој голем притисок, нормално моја одговорноста, ако не идат работите, тогаш се знае тренерот метла, меѓутоа додека сум тука, сакам да ги поставам овие критерии и принципи, да ги почитуваат сите, да одиме во ист правец и времето ќе покаже дали сме биле окей. Вие сте човек од југословенската школа, ова го говорам заради тоа што вашата фудбалска кариера ја изградивте токму во тие југословенски школи на функционирање на клубовите, Вардара, потоа и надвор. Кога зборуваме за дисциплината, се знае како функционираат тие југословенски школи, но во исто време, паралелно со тоа, се имаше и стратегија да се изградат клубови кои што ќе бидат со она сега што го говорите, точно, со темел од младински екипи и на таков начин да биде препознатлив тој фудбал, дали е прилепски, дали е струмички или е скопски или не знам како. Прашањето ми е следно. Има ли можност во Македонија за некоја стратегија која што ќе не приближи до тој југословенски спорт, со оглед на тоа што се виде дека оваа стратегија досегашна на клубовите, со купување на странски играчи, не само фудбалот, и во ракометот, дека не успева и дека не можеме на таков начин да изградиме ниту репрезентација, ниту клуб. Така, да, ние малце сме носталгични, знаејќи ги сите минати структури, не може да се успореди. Значи Југославија беше друга држава каде што многу се инвестираше во спортот, сега е сосем различно, буквално клубовите се оставени на собствениците кои што треба да се снаоѓаат и да наоѓаат спонзори како да го држуваат клубот. Сепак тоа е прашање за други структури или други луѓе кои што би можеле да кажат вака од страна, можам да кажам нормално дека сакам да работам во нормални услови, во убави терени, убави стадиони, поголеми плати и сето тоа и играчите го посакуваат, нели? Меѓутоа овде видовме во Македонија што се случува, освен фудбалската федерација која што има голем буџет финансиски, дури и да потроши повеќе, може да се покрие затоа што следната година повторно доаѓа прилив од УЕФА. Функционира така како што функционира, резултатите се тие што ги постигнавме последните години, тоа се гради веќе десетици години и стасуваат играчи квалитетни кои што многу порано сега излегуваат во странство. Дали таа идеја ќе се продолжи и да се ориентираме, ние сакале некеле, веќе се ориентираме на млади играчи кои што би требало да се калат, да се градат и веќе кога ќе се стабилизираат како квалитетни во оваа лига, веднаш бараат шанса да одат во странство, каде што има подобри услови, каде што има повеќе пари. Значи ни останува практично да ете ние повеќето клубови размислуваме како таа база да ја создадеме да биде квалитетна, да им даваме подобра можност за работа, подобри услови за да може да ги креираме и
клубот на некој начин да има бенефит од нив кога ќе одидат у странство. Има ли нешто што може да се преземе од државите каде што си бил дел или како тренер или како играч, за да може да се применува тука во Македонија во овој дел кога зборуваме за градење на стратегија, било тоа да е клубска или пак да е државна стратегија за поддршка на спортот, во смисла на тоа да се знае колку државата треба да помогне, колку општината треба да помогне, на каков начин да биде односот меѓу клубовите и спонзорите, велам спонзорите, бидејќи сега клубовите зависат исклучиво од спонзорите и покрај тоа што сигурно си информиран дека општина Прилеп во неколку наврати помагаше за победа, како и други општини што го прават тоа. Да, мислам дека со некој искуство можам да кажам дека во повеќето земји општината или градот е тој кој што се грижи за инфраструктурата, кој што се грижи за стадионот, го одржава, го плаќа или како и да е, дури помага финансиски и на клубовите во однос на играчите. Така беше порано кај нас, мислам во други земји исто е така, освен овие кои што се сопственици, кои што се големи бизнисмени и они може да си приуштат многу подобри услови и подобри и квалитетни играчи во однос на плаќање. Излезот, јас го гледам на тој начин, општината да се грижи за спортскиот дел во однос на градење услови, во однос на одржавање на истите, да одреди одреден буџет кој што ќе возможи удобно публиката да доаѓа, удобно да доаѓаат и родителите и баби и дедовци на тие надпревари на млади категории, па исто така има доста млади кои што сега играат, може да доаѓаат и на главниот стадион. Така го гледам како некоја опција, меѓутоа пак тоа не зависи од нас, сепак е одлука на државата или одлука на локалната самоуправа. Јас имам нови прашања, две, едно по едно. Вика кога ќе се врати Јорданчо Наумовски од повреда? Тоа е првото прашање. Да. И дали е во тек со детето кое е напробал во Бешикташ, дали ќе се врати за првенството? Да. Филип Тодоровски веќе се врати, иако помина на тестови, меѓутоа моје инсистирање беше од првиот ден да остане и да не оди, меѓутоа знаејќи ги состојбите во клубот беше добра опција, евентуално ако има можност да се продаде и да се добие некоја финансиска помош од сет тој трансфер. На крај, за моја среќа, мислам дека ја најмногу се израдува во врска со тоа, зашто еден од играчите кој што има добра иднина, добра перспектива, како и многу други кои што прошлата година беа шампиони во младите категории, некои веќе игра во втора лига. И што се однесува за Јорданчо, тоа е неверојатно, не може прво да верувам како може со погрешна дијагноза да се случи тоа што му се случило. Значи сега влегува во последната фаза на рекуперација, после последната контрола веќе ќе влезе во специјален режим и програма за работа за да го способиме во онаква состојба како што беше претходно. И уште едно прашање, ова е моје прашање кое што деновиве ми го поставуваат тука оние кои што го сакаат фудбалот. Да. Кога ќе биде гостин Бабунски, прашајте го како му изгледа сега лицето на првата македонска фудбалска лига без еден Вардар, без еден Пелистер, без екипи кои што сега кога ќе ги видите во втората лига која што од сезонава ќе биде една. Да. Многу лошо изгледа Суперлигата во Македонија, а знаеме дека познатите телевизиски куќи веќе почнуваат да вршат и преноси од надпреварите од Македонската фудбалска лига, а и сами рековте дека децата треба да се покажат за да направат некој трансфер и тој клуб да има бенефит од сите тие работи. Да, целосно се согласувам. Тие клубови треба да се у прва лига. Сепак оставени се на сами себе, на она што они ќе изменаџираат и ќе успеат. Се извинувам што и жалосно е што Вардар слави роденден, а ќе игра повторно втора лига. Точно, Вардар веќе познато е причината од последните години, се оставија големи долгови и сега новиот претседник практично се нафати да сето тоа го реализира, меѓутоа мислам дека ќе треба многу
друг начин или многу поголем спонзор кој што ќе види потенцијал и во Вардар или во Пелистар или во другите клубови кои што се познати прволигаши и второлигаши од бивша Југославија и се комплетно заедно со публиката имаат историја и се согласувам со вас дека треба да се у прва лига, сигурно би било сето тоа многу поконкурентно, многу подобро и за фудбалот и за луѓето кај нас. Уште едно прашање имаме. За 10 дена вика почнува првенството, а вие земате непроверени играчи на проба. Со прашалник. Да, не се непроверени, значи еве за последниот например имавме двајца, да кажам, играчи напаѓач и центрахалф или везен, кои што ги помина сите подготовки со Академија Пандев. 4 недели беше на припреми со нив, изборував со тренерот, буквално они последниот момент пред подпис добиваат нов италијански спонзор и ги откажуваат подписите. Зборував со тренерот со кој што се договоривме да играме генерална проба и пределски натпревар во Струмица, истото ми ги кажа дека он ги сакал и ги проценил дека се добри, меѓутоа сами ние ќе ги видиме и ќе процениме дали ќе бидат квалитет за да ги подпишеме. Игра последниот натпревар, едно полувреме игра, ќе ги видиме деновиве на тренинг, па ќе одлучиме дали они може да ни помогнат понатака. Да кажеме до кога трае рокот за проверка, бидејќи мислам дека и до крајот на август, или се лажам, во однос на нови играчи? Во однос на нови играчи кои што може да се подпишуваат, мислам дека е до септември, меѓутоа во однос на нови играчи веќе ова недела треба да се одлучи дефинитивно кои што ќе останат со нас, ќе направиме еден список, двајца на позиција или некој ако има и повеќе окей, и веќе мора да се спрема екипата за почеток на првенство, да ги доведеме оние кои што почнаа покасно да се спремат уште малце, значи имаме 2 недели доволно за да влеземе во почетокот на првенството спремни. Според вашите најави, значи в среда ве очекува пријателски натпревар со една албанска екипа тука на градскиот стадион во Прилеп, а потоа имате веќе и при крајот на јули учество на еден турнир. Ако не се лажам. Мислам дека турнирот се откажа, требаше да биде генерална проба на 30 и 31 следниот викенд недела дена пред почеток на првенство и вметнавме пријателски натпревар со Академија Пандев кој што ќе биде практично генерална проба пред почетокот на првенство. Значи ни остануваат уште 2 пријателски и со Игнатија и со Академија Пандев да ги видиме тие што треба да се видат или косторот да се знае веќе, да се доспремат уште некои играчи кои што веќе ги планираме како сериозни кандидати да играат постојано и тоа ќе биде практично последниот тест или проба пред почеток на првенство. А распоредот сакаше првиот натпревар победа да го игра на гости против Струга, а првиот Вулкан натпревар победа ќе го игра овде во петтото коло против Шкендија. Знаете што се очекува на градскиот стадион? Да, разбирам, меѓутоа од она што јас знам, од првите 6 кола победа ќе игра само еден натпревар во Прилеп, тоа е против Тиквеш. Другите сите натпревари ги играме во гости. Пето и шесто коло се Шкупи и Скопје на гостински терен. Пред тоа се Ронова, веќе се знае дека не играме со нив, они се откажаа од лига. Значи, ни останува практично во првите 6 кола да играме само со Тиквеш на домашен терен, знаејќи дека прво коло е нели со 3 милиум. Дали е тоа предност или е пак недостаток? Па она што можев да го видам од реакциите на луѓето, секако дека повеќе сакавме на домашен терен да стартувавме, сакавме повеќе натпревари на домашен терен, да се сепак домашниот терен има некоја предност релативна пред противникот и ние се спремавме, буквално сите натпревари ги игравме пријателски во гости, така да се надевам дека ќе бидеме спремни за првиот натпревар. Значи куваат уште 2, освен овој со Игнатија кој што го играме дома, генералната проба пак ќе ни биде во гости со Академија Пандев. Може би затоа и публиката повеќе се повеќе иди на тренинзите, се повеќе ги посетува и тренинзите кои што ги има победа на градскиот стадион. Да, јас сум изненаден стварно, има доста љубители на победа, доаѓаат и
луѓе кои што се поврзани со клубот, бивши играчи, навивачи кои што се долго години ги знаат сите истории, статистики, кога сме имале најдобра бројка на публика, кои надпревари, се грижат за победа, навистина се искрени навивачи и многу ми значат нивните видувања кога ќе кажат за било која ситуација. Јас ги примам најдобронамерно и ми се свига што се искрени, тоа е нивно видување, меѓутоа сепак на терен ние ќе се трудиме да излезе резултатот на најдобар можен начин. Да привршуваме со разговорот, да оставиме малку љубопитност за нашите гледачи, бидејќи Бобан Бабунски е прв пат во Радио Пелуа, но верувам дека и пред почетокот на првенството повторно ќе ни биде гостин, за да можеме да резимираме завршување на... Ако победа биде и есенски првак. А секако. Секако, чулте Господ. Твоите очекувања на крајот од првенството, реално вака, според тебе, тренерски и играчки, како мислиш дека може да се очекува победа да се пласира во првата сезона? Да, па мислам дека јас се навијам за многу повисоки очекувања од она што можам да го видам во градот, во луѓето кои што сакаат да видат победа на одредена позиција. Целта на клубот е прво да се стабилизира, да видиме дека е во управлегашки води, дека добро плива и после сите поголеми амбиции, ќе видиме на почетокот во кој правец ќе иде. Секако сакаме да ја вратиме на старите патеки кога беше шампион, кога беше меѓу првите клубови во Македонија. Меѓутоа треба реално да ги гледаме работите и јас потајно сум многу поголем оптимист за целта и за она што го очекувам. Гледам огромен потенцијал, само е инкогнита како ќе се справиме ние во прволигашките надпревари. Ако децата се самоуверени, ако слободно излизат и го покажат оној квалитет што навистина го покажуваат, тогаш мислам дека ќе бидеме конкурентни и можеме да изненадиме многу кои што во Македонија сега како повторен прволигаш не сметаат за аутсайдери. И секако, ако ги покажат сите оние квалитети кои што вие ги нагласивте и кои што ги видовте и од кои што сте задоволни? Дефинитивно во тој правец ќе инсистираме, постојано немам идеја нешто друго да се промени. Ги адаптираме играта на квалитетите кои што ги имаме, како они поудобно да се чувствуваат, меѓутоа секогаш со целта напред да ги покажеме сите тие трендови кои што ги бара публиката, со која што би била задоволна, нели? Јас останува да ви посакам успех и како тренер, нормално и како клуб, бидејќи со враќањето на победа на старите патеки и прилеп ќе се врати на старите патеки, тоа ни треба на сите и со многу публика на градски, тоа го посакувам, да има и повеќе жени, девојки, затоа што фудбалот се сака од срце, без разлика дали сте жена или не. Порано се одеше на фудбал, знам дека жените одеа, но јас само ќе напоменам, беше интересно што не се наплаќаше влезница. Треба да се наплаќа влезница, затоа што тоа не е, за мене е барем навреда. Ако се сака клубот, се сака од срце. Така е, само да знае тренерот дека од оваа сезона тој е на првата листа од новата страница во историјата на победа. Затоа што по пауза за не знам колку време победа се враќа повторно назад и Бобан Бабунски ќе биде на првата страница на навивачите, па ќе видиме на крајот. Ние прогнозираме можеби есенски првак. Ви благодарам на жилбите и на поканата и се надевам дека ќе сработуваме успешно понатака. Благодарам јас.